прозорец. Еве вака како нашиот прозорец што е украсен, да го украсиме низинот. Ама таа сакала на прозорецот некела цвекиња, некела бројки, сакала да има зградина на прозорецот. Еве вака, која е боја, деца? Ова? Портокалева. Портокалова, ова? Зелена и така, виолетови глава. Такви бои сакала, така му одговарало во канцеларијата. И ова како за пример тука ни го донесе да го гледаме и овие зградичките така да ги обоиме. И ни купила дури неколку боички тие што ги ни требаат. И сега да си ја... Не се малку. Кои боички ги имаме тука? Црвена, жълта, сина и бела. Бела. А кои бои ни требаја за цртежот? Портокалева, зелена, виолетова. А тука нема такви? Не. Овде се... Така. Знаете што? Вака сега, тука сигурно некоја грешка настанала. Сигурно во продавницата нешто или немало некоја боја да си купи, ама јас знам една магија со боите. Знам една магија. Само не можам да се сетам убаво како беше. Имаше една магија, една боја со друга боја од овие боички. Овие се викаат основни бои. Овие боички, една со друга, кога ги смешаш, например, ова со ова, даваше некоја боја. Ама не ми текнува која. Хајдеме да прашаме прво некој. Да прашаме, да го прашаме како беше мешањето. Ова е по-ликовно на страничката. Не е тука денес. Да го прашаме. Имате идеја како може да го... На интернет можеме. Да беше на страничката, ќе ја прашавме неа, ама вака. Ќе си побара како можеме да направиме магија. Да си ги добиеме боите кои што ги немаме. Еве, како кажува тетката, значи ни треба колку чаши? 3. Ајде сега да се ставиме вода, да одбериме 3 само чаши. Другите да ги тргниме настрана. Ставам нас малце водичка. Таа тетката таму на видеото има млеко. Со млеко работи, ама ние со водичка ќе си се. Ќе си право. Како да става тетката? Жулта. Така, ајде ние да ставиме жулта во една. Ставам јас. Да. Ај тука да си ја направиме другата боја, да видиме која боја поред, како кажува тетката. Која боја ја ставаш? Црвена. И мешаме. Ајде ставете црвена. Ај сега да видиме што ќе направи понатаму тетката. Сега ова е многу, ова ќе биде интересно. Жултак стави во плава. Во сината стави жулта. Ајде и ние во сината. Мешајте вие таму. Да, јас. Во сината, ако ставиме жулта, баш ме интересира што ќе се случи. А тука во црвената каква боја? Дојде. Каквата бе? Зелена. А вашата? А вашата црвената каква дојде? Уште малце. Уште малце жулта? Така. Сина кладем. И во црвената каква сина? Ајде во црвената сина да видиме. Панички запри. Да го запрам да не ни спега. Стоп. Стојме. Да вратиме уште малце назад да видиме да се подсетивме. Ако замешаш, да видиме каква боја ќе добиеш. Значи, еве Ането, например, може тука во ова чашичката со темперна боичката капни црвено, па малку жолто, па да видиме каква боја ќе добие. Со таа боја што ќе ја добиеш, Ане, ќе дојдеш и ќе го обоиш со четкичката фустанчето на ова девојче. Каква боја доби ти? Лилава. Лилава? Виолетова. Кои бои ги замеша? Беше твојата задача? Жулта и сина. Жулта и сина. И што добивме? Зелена. Може и тука да помислиме линија вака да ми нацрташ на картончето да провериме да добиеш посветла боја? Успеа. А која боја требаше повеќе да ставиш од која? Од жолтата. А дали можеш ако повеќе ставиш од сината боја да добиеш посветла зелена?
Бога ще ми дойдеше скоро поќе потребно. Ако сакате да биде портокалевката боја посветла, која боја можеш натре да ја ставиш, Ане, што мислиш? Од двете боички, од црвената и од жолтата, која боја треба да ставиш повеќе за да биде посветла портокалевата? Браво! И така можеме да се обидеме подоцна. Хајде да видиме вие што направивте. Ти, Васко, која боја ја добиваше? Јас? Кои работи ги мешаше, Васко? Црвената и жолтата. Црвената и жолтата и си доби? Како се вика? Портокалова. Добре, можеш сега да ни обоиш таму чашичката портокалова? Магија уште една интересна. Многу бевте паметни деца. Многу интересна работа сега ќе ви покажам. Дури ни се сушат онда оние работите што си ги боевме. Нешто друго ќе си направим. Сега ќе видите како со мешање на боите можам да направам една интересна слика. Еве вака овој листок на половина ќе си го направам. И сега не е важно кои бои ќе си ги ставам тука. Еве како што вака ќе капнам од таа боја и се и тука ќе ставаме, тука ќе ставаме, вака. И сега ќе си добијам нешто многу интересно. Сега да видите каква магија. Без да се мачам, уметничка слика јас ќе си направам. Вака одам со прстињата. На што ви личи, деца? На што ви личи? На цвеќе. На цвеќе? Може јас и на магија да ми направам? Сите ќе направиме, ќе пробаме пак. А вака на што ви личи? Ајде да видам на што ви личи. Вака пробаме да ни звалкаме на масичката. Значи, убаво. Вака на половина. Лале бој. Дали ви се допаѓа? Војводчето Гарфилд. Гарфилд, да? На што друго ви личи? Мене ви личи на пчеличка, да ви кажам. Ова на што ви личи? Робот, да. Ова на што ви личи на робот? А на Ева на што ви личи? На пеперука. На пеперуче? Ај обратно да ги завртиме сега, може вака да пробаме? Еве вака да пробаме. Ај заврти го вака и погледнете ги уште еднаш. Може би вака ќе ни личат на нешто друго. Што би пробале еве дома, например, во врска со мешање бои? Јас имам направено на магија, ама уба боја грјава свет. Така, како ја доби таа боја? Се сеќаваш? Црвена, после зелена и... Така? Може да се договориме дома да си пробате? Да. Некои работи вака по ваш избор вие да се сетите. Која со која боја сакате да си ја помешате и потоа другиот ден да дојдете да ми изненадите тука да ми раскажете што сте откриле. Може така да си направиме? Дома едно истражување малечко? Да. Ама како ќе си постелите на масичката? Што ќе си ставите? Крпче, Крпче, чаршавче, за да не валкаме дома на мами.